Индустријата е најголемиот загадувач во Македонија. Второ на листата е загадувањето предизвикано од домаќинствата. Автомобилите се оценети како средни загадувачи, а отпадот, земјоделието и останатите фактори се сметаат како помали загадувачи, се вели во заедничкиот ревизорски извештај за квалитет на воздухот на Евросај, Европската организација на врховни ревизорски институции. Во извештајот што го објавија на својата веб страница, Меѓународното ревизорско тело за Македонија заклучило дека соработката меѓу институциите е несоодветна, не постои систем за мониторинг на имплементацијата на мерките, а инспекциите за животната средина се изведувани на централно и локално ниво без никаква координација, додека средствата кои владата ги одвоила за борба против аерозагадувањето се премали. Во случајот на Македонија, каде мерките на владата за подобрување на квалитетот на воздухот не се соодветно имплементирани ниту на национално, ниту на локално ниво, Меѓународно ревизорно тело заклучило дека мерките на национален план за амбиенталното аерозагадување се комплексни и покриваат различни области и треба да се имплементираат од централни и локални институции. Не постои систем за мониторирање на имплементацијата на мерките. Националниот план не содржи показатели за мерење на ефективноста на имплементирањето на мерките, што го отежнува постигнувањето на целите на владата за справување со загадувањето. Оттаму велат дека повеќето општини се лоцирани во зони кои го надминуваат прагот на алармирање за загадувањето, а само локалните власти во Тетово, Битола и Скопје примениле краткорочни планови за загадениот воздух. Меѓународното ревизорско тело заклучи дека состојбата во Република Македонија е ваква поради тоа што земјата не е подложна на санкции за неисполнување на целите за квалитет на воздухот на европско ниво, ниту пак има национални или локални санкции, а бидејќи нема казни, процесот на имплементација е бавен. Ова според нив представува ризик за способноста на владата да ги постигне целите кои ги поставила за справување со загадувањето и да спречи нови извори за загадување на воздухот, се вели во соопштението.